Точно е дека сме многу музикален народ, но цело време пееме иста песна. Добро вечер. Девојче, едно прашање. Дали слушнавте дека господинот Фрчковски ќе биде наш представник во Обединетите нации? Па, во една килава дипломатија како што е наша, каде што немаме амбасадор во Софија и Вашингтон, можам само да кажам среќен му пат на професорот. Да, кажете ми, мислите ли дека тој е вистинскиот човек на вистинското место? Па сега, он сакаше да биде амбасадор во Америка, ама нели американците го откачија поитна постапка. Нема врска како и да е, него куферите му се више спакувани, ова му е некој вид на утешна награда, така што професорот може да прошета што подалеку од Македонија, тоа подобро и за нас и за него, нели? Така е. Да, благодарам. Господјо, извинете, едно прашање. Еврокомесарот за проширување Вархеј смета дека местото на Западен Балкан е во Европската Унија. Што мислите за тоа? Се шалио. Не, тој на вистина смета дека местото на регионот е во ЕУ. Дечко, се шали, слушај ми што ти кажувам. Он дошол у Скопје и сега очуе љубезен и вика, без вас не можам да живеам. Ќе каже неколку фрази, ќе се напие 2-3 виски со Заев, може и ќе замезат нешто, ако му се допадне и некој цуца ќе лапне и чао, пријатно, тоа е тоа. Благодарам. Господине, едно прашање. Некои странски медиуми пишуваат дека се дискутира укинување на безвизниот режим за држави како нашата. Што мислите за тоа? Па супер, мислам ако ни бапнат визи ќе не спасат. Како ќе не спасат кога нема да можеме да патуваме без визи? По пола држава дечко ни сисели. Вака ќе имаме визи, не може да патуваме, луѓето ќе остануваат и спасени сме. Добро, а што мислите вака, дали ќе се реши спорот со Бугарија до декември? Тешко, дечко, тешко. Мислам, они инсистираат дека ние постоиме од 45-та, ние ги рчкаме дека биле фашистички режим, тешко таа работа. Или имале фашистичка управа од 41 до 45-та? Па добро бе, дечко, немале само они, имале французите, имале норвежаните, имале румуните, маđарите, хрватите и да не ги редам. Ние балканците сме многу досадни, закопани у историја и полни со инат. Ја да сум помлад, сега ќе си ги спакувам куферите и праваца јаска да ти кажам. Ќе ви треба виза и за таму, господин. Хеј, добар ден, некој бомбончиња си купил, гледам. Добар ден, да, купив бомбончиња, ама не се за мене. Па за кого се? Јас имам една максима во животот, девиза, поговорка моја лична, вика вака: ако некој ти направи лошо, не му враќај со лош. И мене некој ќе ми направи лошо во животот, јас земам па му дадам бомбонче. Он пак ќе ми направи лошо, ја пак ќе му дадам бомбонче. Он трет пат ќе ми направи лошо, ја пак него бомбонче. И така нонстоп он ми прави лошо, ја него бомбонче. И додека не фати говедото шекер или диабетис, ја му ставам бомбонче у уст. На вистина мудро, браво. Ајди ти, Зини, новинарче, еве ти едно бомбонче. Нека ти е на здрави. Фала многу, баш сте срцка. И ти си срцка. Чао. Фала. Чао. Пријатно. Почитувани сограѓанки и сограѓани, дојдов денеска во вашето мало за да ви ја презентирам мојата градоначалничка програма. И ние сетра несвесно паднеме. Дечко, нема потреба од цинизам. Значи, дојден сум заарно за убаво да слушнете колку убави идеи имам јас. Слушај, ај сега побрзо збори, треба ајвар да правам. Комшике, ќе го печеш или ќе мешаш? Прво ќе печам, после ќе мешам, да не сакаш да дојдеш да поможеш. Па за мешањето ќе поминам на тега. Колку простачки муавете, срамота. Ај мала гледа. Ти бе планираш да гукнеш Браво, нешто, ајде гукни. Ќе зборам, ама гледам дека вие сте многу расположени, па не сакам да ве прекинувам. Добро, извини што сме живи, ајде. Добро. Треба да јам на факултет или почни или да одам ако не. Почнувам. Ај. Почитувани сограѓани и сограѓанки, ако станам градоначалник, во секој момент ќе можете да искомуницирате со мене. Ќе ви го дадам веднаш мојот мобилен телефон, кога сакате. 24/7, слободно да ме побарате за било што. Тоа е прва работа. Втора работа, станам ли градоначалник, одма правам парк. Доста со тие паркови и зелени лувиши, ајде само голи фрази, кажи нешто конкретно. Да бе, биди малце по-конкретен, ајде. Стварно кажи на пример со кого ќе ги делиш тендерите. И Тачно. колку пари планираш да заработиш во твојот мандат? Ама поштено збори, немој тука магла да ни продаваш. Значи, да бидам отворен, а? Да. Да, бе. Нема проблем, бе, другари.
што имам во глава и што имам во срце, сега све ќе ви испрезентирам. Ајде. Слушајте ме внимателно. Кажи. Прва работа, кој ќе станам градоначелник, ќе биде ова. Сите овие што се мали куќички. Ги рушам и на нивно место градам згради, 15 згради ќе ви направам овдек. Да не се секирате. Брат ми се занимава со изградба на згради и на станови. Ама фирмата не е на негово име, туку на име на Шурата. Што значи дека никој нема да ме поврза со него заради тоа што Шурата има друго презиме. Сваќате? Ми се свијаш, паметен си. А колку станови планираш да лапнеш? Па од секоја зграда по еден стан, ама двособен. Ха, бе, па еднаш се живее, бе. Испод трособен не идеш у предвид. А не, јас сум скромен човек, тросовен стан не сакам, не. Па ние за скромни луѓе не гласаме. Така Или е. од секоја зграда ќе си земеш трособен стан или ние за тебе не гласаме. Добро, еве нека бидат 15 трособни станови. Ке ги земам, ама затоа што вие така сакате. Добро, а речи дека паркови ќе правиш нешто. Паркови, значи едниот парк ќе биде за вас да шетате со многу зеленило, трева и така натаму, другиот парк ќе биде со љулјашки за дечињата. А хортикултурата кој ќе ти ја води? Снаата. Значи она има фирма за хортикултура, ама да не се секирате. Она си го задржа моминското презиме така што нема да ме поврзат и со неа. Браво, браво за снати. Него слушај, имам еден пријател познаник што увезува од тие љулјашките ако ти треба нешто. Не, стара сватот се занимава со тоа, ги увезува од Турција. Среден. Кажи ми, патче некој нема да асфалтираш? А тоа, како не? Јас колку што знам, во нашата општина има 2 улици што не се асфалтирани. Дојдам ли за градоначелник, веднаш ќе ги асфалтирам. Мојата улица те молам да не ја асфалтираш. До година во март си славиме 30 години како не лажат дека ќе асфалтираат. Те молам тој славен јубилеј немој да ни го прекинеш. Слушај, а фирма за асфалтирање имаш? Имам, кумот има. А слушај, Среда. а колку планираш ти да дрпнеш овој мандат? Па сега вака, значи 15 трособни стана по 70.000 евра, мислам дека е некаде околу милион евра, тука некаде цирка, плюс од асфалтирање, љулјашки, хортикултура, паркови, уште пола милион, значи сумарум 1,5 милиона евра. А ја и понатаму ќе си работам за 20.000 плата, бе. А јас и понатаму ќе сидам на факултет со гумени чизми кога врне. Леле ми изгори јајворот, леле јас па него го слушам. Преварант еден, тешко на мајката што те родила, бе. Чекајте бе, луѓе, па нели сакавте искрено да збориме? Па јас си ја отворив душата, вие сега си заминуват. Чекај, бе, не е само тоа, бе. Абе и автобуси ќе купам, ало? Бе, сврдате се, слушајте бе. И автобуси ќе купам и секој четврток имате по гајва пиво од мене и плюс женски за онадење гратис. Абе вратете се сите бе, сакам, ало? Абе чекајте малце, луѓе. Чекај. Се шалев бе. Hello my friends. I want to invest it in Macedonia. I want to make a hotel on this mountain. Здраво, пријатели. Сакам да инвестирам во Македонија, сакам да изградам хотел овде на оваа планина. А од каде е господинов? Where are you from? I am from Europe. Од Европа, кажи му, ние од Македонија многу ги сакаме Европа, ние у срцето ни е Европа. Европа ни е у срцето, у душата, у црниот дроб, у белите дроби, у цицките, сегде ни е Европа. Без Европа за нас нема живот. Најне ова лайф. Нема живот, Ангелино, има една песна од Перо Христов. Ние не сакаме ова Русија, Кина, Србија, Индија, тоа бляк, кака, пупу. Very good. Very good. So, we have agreement. Имаме договор. Кај сте овие, што правите? Шо бе? Што правите бе, што правите? Па еве, дојде инвеститор, сака да инвестира тука хотел да прави. Хотел да правите? Да. А не сте нормални вие. Зашто? Ја бев горе. 5 волци има бе. 5 волци има горе. Вчера изедоа тројца овчари и 15 овци изедоа. Ај што има волци, него има и диви свињи, толкави се, вака по волови. Oh my God. I will not invest it here. I will go to Bulgaria because here is not safety. Јас нема да инвестирам тука, ќе инвестирам во Бугарија бидејќи тука не е безбедно. I am very sorry. Се извинува. Goodbye. Пријатно. Пријатно, ајде, пријатно. Си отиде човеко. Чекај, сакаш да кажеш, волците ги изеле и тројцата овчари? Де гледаш, ја и Игор го смисливе муаветот да го избркаме Ајванов.
Аман бе! Што аман бе, не ја даваме бе нашата македонска земја бе на странци бе. Така е. Шо има они бе да градат? Ние ќе инвестираме овде, ќе направиме хотели и ќарот ќе ни остане на нас. Видов колку инвестиравме до сеја. Па, од странци признавам само Срби. Може, тај од други бе не може. Така е. Македонија е спасена, ве носам сега у кафана и ја частам раки, ајде. Повелете. Што ти е, Срцка? Ја перев колата. Ова сакаш да кажеш си се уморил, сега ќе ти направам кафе, што се зекираш? Не бе, не сум уморен, ти личам на уморен. Кажи ми дали ти личам на уморен. Добро бе, што се понашаш, што ти е се? Ја перев колата и натре ги најдов гакиве, чиви се гакиве, кажи ми. Па не знам, твои се вајат. Мој се гакиве, а? Да. Че година дена живееме заедно. 3 години сме во врска и јас сега ја перам колата и внатре наоѓам гаки што не се мои. Овие гаки не се мои. Дали овие ти личат на мои гаки, кажи ми. Дали ја носам оваа величина на гаки? Па не, дефинитивно не се твои. Не знам, кај ги најде бе гајките? У гепек под резервното тркало ги најдов гаките. Таму беа. Срцка, ми текна, зошто се тревожиш, не разбирам. Чиви се гакиве? Па пред да се фатам со тебе, идев со Ноил. И бевме во Охрид. И он зема да се пресоблече, да си облече купајки за да се бањаме во езерото. И гаките ги стелу гепек. Што има тука нејасно, сваќаш? Сакаш да ми кажеш дека овие гаки стојат у кола у гепек од 2018 година? Па да бе, Срцка, па што има тука чудно? Во колата на МВР имало друга од 2016 година, тек сега ја најдо. Ти бе не ми се лутиш тука за гаките на Иле од 2018 година. Па не биди таков бе, Медо бе, па не биди ко дете. Не ме вараш, значи, а? Не бе, Медо мој бе, дојди да те штипнам. Бе, како можеш да помислиш дека те варам? Сега кафе ќе ти направам. Добро бе, Срцка, ти верувам. Ајде, стај едно кафе и исечи едно парче вака голема торта, да го убијам стресот малку. Ајде, оди. Мислам и ти да најдеш така. Ама немој така ти да Ама се не бе, па, значи, стај се... Нема да идам во Шведска, нема да идам, што не ви е јасно. Идеш. Ке идеш и орок играш. И орок играш, така да знаеш. Не сте нормални, бе, не сте нормални, ме начукавте, вчера сте ме врзале тука, ова семено насилство, бе. Слушай, додека ми речеш дека доаѓаш со мене у Шведска, ќе седиш вака врзан. Разбра. И јадење нема да добиеш. Нема јадење за тебе. Јас не сум мулер, јас не сум плочкар, јас сакам да бидам интелектуалец, да бидам професор по географија. О, мори мајко! Кого бе тие приказки му ги кажуваш ти бе, а? Абе, Бранко Црвенковски рече дека нема идење за Македонија. Он нема да идел за Шведска. Он ќе останувал тука. Плачи! Што правите бе? Што сте го врзале, брат? Што сте го врзале, брат ми? А не ќе да иде у Шведска. Како бе, неки бе, ти нормален си? Сезо, молим те помогни, ти си ми единствено нешто мола. Ајде, отврзете го, нема смисла. Ајде, ти не се мешај, а ти си плачко. Полиција. Ве молам да дојдете на Дринавска клисура број 21. Моите го те паркоматлија, брат ми. Да, семејно да се стива. Молам, побрзо. Фала, пријатно. Слушај сега да ти кажам, мамичек. Ако идеш со татко ти у Шведска, чоколадце ќе ти дадам. Абе, вие не сте луѓе, бе, вие сте скотари. Абе, кој е скотар? Утре го бе! Како разговараш толку со нас? Тргни ги рацете од детето. Што правите бе вие? Дали сте нормални? Од кај се појави полицајцот се? Јас го викнам. Срам те било издајицо една. Господјо, престанете. Дали е ова вашиот син? Да. Па зошто го тепате бре луѓе? Зошто го молчите? Чекајте, Што да чекам? чекајте. Дали ви е срам бе? Чекай, дозволите две реченици да ви кажеме и после ако сакате тепајте, апсите не Ајде, слушам, ајде. Вака, јас ќе ви објаснам. Значи, јас сум молер. Добро, Добив работа у Шведска. добро. Дневница 80 евра, платено јадење, спиење, пат. Арно, ама ми побара асистент молер. И ја го пријавив него. Дневница 50 евра. За него 50. Да. И со Срепов ќе заработевме 4000 евра месечно. Ама он не ќе да иде за Шведска, господинот, па моравме да го врземе, да го превоспитаме. Чекај се, него те. Синче,
Зошто бе не кеш да одиш во Шведска? Не сакам да одам во Шведска, не сакам да бидам тука професор по географија во Македонија. Сакам жена да имам од Македонија, децата сакам тука да ми растат. Слушај бе, клапуш еден. Ти си го упропасти животот овдека бе. Ти гледаш ли дека овдека има само партиски мафиози и лопужи? Ке одиш за Шведска? Мојата генерација ќе донесе нова еднина, нова демократија овдека. Чути! Ова дете е за лечење. Од мене толку пријатно. Абе, бато бе, на Крево Бардов си ке завршиш бе. Слушај, за овој вол од сега нема ни јадење. Ни пиење, ни јадење за тебе. Ајде, зводиме жена. Мајмун еден. Сестро, те молам да ми малце вода, бар една капка вода, дај ми, жеден сум, многу сум жеден, те молам, устава ми е многу сувата, дај ми малце водичка. Бато, кога си глуп, цркни тука. Помош! Помош! Денеска разговараме и се подсетуваме на добрината. Што ли беше тоа? Добрина кај човекот е да прави добри дела. На секој што ќе помара помош, што е можно да му помогнете, да не му одмагат. Да ти направам лошо, ако не може мар да ти направам. Лошо е човек да малтретираш, да шпионираш, да клеветиш, да не знам како да ти кажам. Крадеш, Да крадеш, и лажеш. и лажеш. Дали сте добар? Добар како стар човек, средно. Не, мислев дали сте добар човек. Па би требало, ја секој мисли дека е добар и јас мислам дека сум добар. Што правите добрини? Па еве гледаш, Маченци и кученци. маченце и кученце, да. И Кого други повеќе, добри. кого повеќе сакате, животните или луѓето? Па сега да ти кажам, во моментов, како што гледам ситуација во животни. Добрина е да помагаш. Сега имам едно кученце, што го лечам. Го пуштил некој. Го зедов и го лечам. Со што го лечите? До толку е лоша работа? Толку ветеринарна го оперира. Колку плаќате за кучета, за операциите? Па првата операција 100 евра. Ке скратам од кај мене, ке одам. Не можам, сакам животни и тоа е. Кога последен пат сте направиле добрини? Во секој момент. Например? Па еве денеска пример. Ме прашува една градот, да ме кажи ми молим те дали е наш или нашиот градот. А фала ти многу, вика, тоа е најголема добрина што ќе кажеш искрено. Гледате за добрина тоа што ја кажавте вистината. Да, тоа е најголема добрина. Човекот да му кажеш вистината, да му ја кажеш. Цело време сум добар со внуците, ги носам, ги шетам, ги носам у градинка, ги враќам од градинка. Избегнувам да се дружам со луѓе што се полни со гнев и омраза. Знаеш, таа омраза се пренесува, негативна енергија се пренесува и на самиот себе, така да гледам да бидам во друштво секоја со позитивни личности. Што добро сте направили? Па што добро, жена ми беше болна, тука сум се нашол при жена ми, тоа сум го правил добро, за нејзе сум правил добро, дека беше болна и тоа. Сега добра ли е? Сега добро, од оваа ковид. Добрина е, хартија не фрлам, пластика не сакам, кеси ако имам дома што зеле, јас обично торби, тие ги носам старите. И тоа ја мислам една најголема добрина. Ја штитите планетата, ја чувате. Се штитиме ние. А сега интервју со супер човек, да не кажам супермен. На прашањето дали е добар, како од пушка одговара. Одличен. Барем сите вика така, не сум сигурен. Ве фалат. Да, сите што ме знаат, значи сум одличен. И многу смешки правам и така. Одиме со смешки. Да ги учам младиве сега, што да прават, викам. Што треба да кажете, зашто ме гледаш ако ти рече некоја женска, викам, ќе кажеш, студираш бирање на убавици, па една да ви гледам од вие ако сте. А вика некој ако е лоша, ако ти рече студирам овчарство, па гледам што овца сте. Многу сакам да се дружам со деца, вели нашиот весел соговорник. Сега во зградата ги учам како да прави жабата како прави. И тие сите може да покажам како прави. Добре, што не се исплашите, Значи, ви е тоа многу битна работа. на ова ги учите децата во вашиот влез.
сите, не во нашето деле, сите деца што ги сретнам и ме знаат, а ме видат мене и сите вака фаќа да ми покажат. На времето работел во полиција. На работа проблем некој тамо ми јавува, ја дежурна бе, ми јавува, вика имаме проблем, овој земал, вика жилет, сака да ги сече рацете и неќе ни да слушне, вика. И што работел, вика, не вика полицаец работа, во армија се ти работа. Викам, ај ќе дојдам јас. И викам, па ние сме биле колеги. Да, како да ни докажеш дека сме биле колеги, па ја во армија бев воена полиција. Па ај викаме листици, евете ги викам дали знаеш да ставиш листици, си ги стави листиците и на колегите викам може се носете го. Ова мини интервју го доведуваме до крај. Кај еве сопругава не се лути некојаш така шетаме и со маска и една ми се пушти една женска мене, леле кај си љубов моја бе. Ја бегам, се тргнам, кој извади маската и извини, на сопругата си извини. Така да и тоа ми се случило. Добро, некоја мана имате ли вие во животот или се е совршено? Па да ви кажам, јас не можам за мене да кажам мана, али мислам, прашувам некојаш така на 5 години дали имам некоја мана да се испитате? Да се приспитам, а вика не може. Се враќаме на добрината која од срце ја посакуваме. Што преовладува повеќе, доброто или злото? Па изгледа злото повеќе. Па некако како да преовладува повеќе зема замав ова злото. Повеќе преовладува несвеста више. Секој гледа на свесно да те зезни, да те нападе нешто неубаво. За крај, 2 поенти. Човек да прави добро секогаш. Оти ако прави нешто лошо, тоа ќе го снајде, лошото ќе го снајде. Држав предавања по школи веќе одев, кој е најсилно оружје. Сите бев во сите средни школи, митралез, пушка, калашник, ова. И ги учам да најубав збор е, односно најсилно оружје во светот е убавиот збор. Добар збор, прегратка, да ти се најдам во неволја, да тагувам кога си тажен, да се радувам кога си радосен, да ги сакам луѓето како себе што се сакам. Почит кон сите, без разлика дали некој е просјак или академик. Срце што не трепери само за себе, туку за сиот свет. Сето тоа е добрина. Пред спиење, запрашајте се што добро направивте денес и ако одговорот е потврден, бидете сигурни дека сонот лесно ќе ви дојде. Без разлика што добрината не е модерна, едно е јасно. Тешко си го на оние кои живеат во зло, омраза и егоизам, бидејќи еден ден ќе сватат дека животот им се претворил во гној. Јас сум Денис Бојаров, соматичен број 0406 987 490012. Бојаров е писател што пишува раскази од секојдневието. Стилот му е едноставен, нема филозофирање, а приказните завршуваат со поентичка. Например, Нека играат децата е првиот расказ каде се зборува за едно детенце кое пука од среќа бидејќи неговиот татко секојдневно си игра со него. Татковината на еден, не само на еден, на секој од нас, на секој човек му е неговото детство. Што значи тоа? Тоа значи дека многу е тешко човек да биде среќен ако никогаш немал среќно детство. Ако никогаш не си играл со другарчињата, ако никогаш ние не сме му биле звезда водилка во неговото детство, а зошто да не се вклучиме и ние во играта? Често пати знаеме дека и татковците и мајките кога ќе се вклучат во играта, децата се уште повесели, порадосни. Денис пишува и на тема дискриминација, ама тоа го прави без политиканство. Отишол да си купи патики и од тоа се изнедрил расказ кој звучи вака. Јас си бирав патики, нормално според мојот вкус. На патиките имаше нешто црвено така како орелче и продавачката ми искоментира дека тие не били убави, со тие патики сум личел како на оние од другата страна. Го побарав менаџерот, му објаснив што е ситуацијата, реков дека мене ми се допаднаа тие патики и дека би се ги купил, меѓутоа бидејќи има ваков вид дискриминација, јас не би ги купил. Ме донесе до продавачката и објасни нешто, продавачката ми се извини, јас добив на крај 50% попуст и ги купив патиките. Така и завршува приказната. Ем добив попуст, ем спречив дискриминација, ем продавачката научи зошто сгрешила. Во басната, волкот, селанецот и лисицата се обработува добрината. Еден волк, што го бркале ловци, го замолил селанецот да го спаси и овој го пикнал во вреќа, па го извлекол на сигурно.
Потоа волкот заборавил на добрината и сакал да го изеде селанецот, на кој му помогнала лисицата и го спасила од канџите на зверот. На крајот, селанецот ја убил лисицата, бидејќи му светнала идеја да и го продаде крзното. Колку и да правиме добрини во животот, ние луѓето сме склони кон тоа да ги забораваме добрините. Еден човек ако ни направи 10 добрини и да ни направи една лоша работа, некако на кантар кога ќе ги ставиме, тоа лошото тежи повеќе. Едно пријателство, една врска, еден однос со кој било човек не вреди за една или две грешки да се расипе. Јас решив веќе секојаш да простувам и сум простувал. Интересно момче е Денис, кој е радовишанец влюбен во својот Радовиш. Во 10 раскази го спомнува својот град и семејството. Потеклото на секој од нас всушност е нашето детство. Таму јас во Радовиш сум израснал до 18 години, сум завршил основно средно образование, на факултет сум дошол тука и сум останал тука да живеам. Меѓутоа, на секое враќање дома, јас, еве и сега кажувам дома, на секое враќање во Радовиш, јас се чувствувам како дома. А кога сме кај дома, Бојаров раскошно ја опишува љубовта кон баба, дедо, мама и сите останати, па едноставно ќе праша: колкумина го дале своето здравје во замена за вашето? Колкумина се оние што ве сакаат многу. Малкумина, нели? Врти го, сучи го, пак ќе се вратиме на детството. Јас имав можеби 15 на години или 14 кога почина дедо ми. Јас од тогаш, бидејќи баба ми беше сама, решив да не ја оставам баба ми да живее сама, јас отидов да живеам со баба ми. Последните 3 години во Радовиш јас живеев со баба ми, легнував, спиев се таму, сабајле кога ќе станеше баба ми, по навика дека ги миеше нозете на дедо ми со топла вода во легенче, сакаше и моите нозе да ги мие. Мене ми беше толку многу незгодно што едноставно не сакав да ги ставам нозете во легенче, бидејќи сметав дека баба ми се мачи. Меѓутоа, по некое време сватив дека на баба ми тоа е задоволство. Баба ми никогаш не беше омаловажувана од дедо. Напротив, живееа во слога и хармонија, вели Денис. Порано старите имале своји обичаи, кои што сакале да се ги извршуваат едни на други, да се усреќат едноставно нели едни со други. Тоа ја правело среќно и баба ми, и дедо ми, секое утро топол чај кога ќе му приготвеше, истиот третман го добивав и јас. И самите забележуваат, Денис пишува на обични теми, ама сето тоа ја прави оваа книга сочна и те тера да ја читаш до крај. Еден од најоткачените раскази се вика Обложувалница. Добил типот 10.000 денари на кладење, а на врата му затропала женичка што му побарала пари за лекување на нејзиното болно дете. Типот и дал 5.000 денари. После пар минути комшијата му вика на типот: не е болно детето, те измами, ја знам жената. Типот само се насмеал и проговорил: се радувам, мило ми е што нема болно дете. Тоа се случи на еден мој сосед, јас бев сведок, излегував за на работа и го слушнав муабетот. И така се родила оваа приказна од која блика добронамерност и чистина. Во книгава има раскази посветени на пријателите, полицајците, просјаците, на сите обични знаени и незнаени. А сега малку за Бојаров, кој е дипломиран професор по македонски јазик. Работам во книжарница како книжар, работам и како преведувач со оглед на тоа дека македонскиот јазик не ми е мајчин, турскиот ми е мајчин, меѓутоа татко ми е македонец, ги знам и двата јазика добро. Во моментов се печати третото издание на книгата Нека играат децата, а Денис со расказ веќе го има и во учебникот по македонски јазик за 4-то деление. Може ли од пишување раскази, романи, поезија и така натаму, меѓутоа е вашиот случај, од раскази, пишување, да се заработи некоја паричка со која што не знам ќе закрпиш пола година буџет? Пола година би можел буџет да закрпи само еден афирмиран писател со повеќе книги, да речеме со 7-8, можеби 10 книги, затоа што кај нас добивањето хонорар од една напишана книга е со многу символична цена, символичен хонорар. Тоа можеби ви доаѓа или не ви ни доаѓа како една социјална помош месечно, ако ги поделиме нели на парите што ги добиваме на месеци. Па момче младо, пишувај и диши длабоко, а ние ќе читаме и ќе се насладуваме.
Димитрија Петровски боледува од билиарен акутен панкреатит. Подитно потребни се пари за негово лекување, па доколку можете донирајте 100 денари на телефоните 143 141 за корисниците на Телеком и 143 464 за претплатниците на А1. Ви благодариме на човечноста. Сите патишта водат во Рим, ама во Дојран е поевтино. Пријатно.